Добре дојдовте на новото видео со вежби за ниво B1 од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На денешните вежби ќе вежбаме за глаголот brauchen. Тоа е глагол кој има различни типови на користење и е сличен случај како со глаголот werden или глаголот lassen. Ова видео со вежби ни е поврзано со употреба на глаголот brauchen, предавање кое можете да го најдете во плейлистата со предавањата за B1 ниво. Можеме да започнеме. Глаголот brauchen има, како што кажавме пред малку, повеќе начини на користење. Например, brauchen als Vollverb, brauchen како главен глагол, потоа brauchen als Modalverb, brauchen како модален глагол. Ке започнеме со brauchen als Vollverb. Глаголот brauchen во реченица како главен глагол. Sie brauchen mehr Zeit, das Projekt abzuschließen. Вас ви треба повеќе време за проектот да го завршите. Wir brauchen dringend neue Mitarbeiter. Ние имаме потреба од нов вработен итно. Ich brauche heute Nachmittag etwas Ruhe. Ми треба попладнево малку одмор. Der Kuchen braucht noch circa 10 Minuten im Ofen. На колачот му требаат уште околу 10 минути во рерната. Wir brauchen einen größeren Raum für das Meeting. Ние имаме потреба од поголема просторија за состанокот. Wir brauchen eine Lösung für dieses Problem. Нас ни треба едно решение за овој проблем. Значи, како што забележувате, brauchen кога има улога на главен глагол во реченицата најчесто е и единствен глагол во неа. Го конјугираме соодветно како што треба во презенс. Да видиме други реченици. Еве една прашална реченица: Brauchst du Hilfe beim Tragen der Taschen? Ви треба ли помош при носењето на торбите? Braucht ihr noch etwas aus dem Supermarkt? Имате ли вие потреба од уште нешто од супермаркетот? Tom braucht jetzt Hilfe bei den Hausaufgaben. Том има денес потреба од помош за домашните задачи. Brauchst du Geld für das Ticket? Ти требаат ли пари за билетот? Alex braucht dringend Urlaub. Алекс има веднаш потреба од одмор. Das Baby braucht viel Aufmerksamkeit. Бебето има потреба од многу внимание. Wir brauchen einen Plan für das Wochenende. Ние имаме потреба од план за викендот. Sie brauchen mehr Informationen, eine Entscheidung zu treffen. Вие имате потреба од повеќе информации за одлука да донесете. Die Pflanzen brauchen täglich viel Wasser. Цвеќињата имаат потреба секојдневно од многу вода. Тоа беше за brauchen како главен глагол, а сега ќе прочитаме примери со brauchen als Modalverb или глаголот brauchen кој се користи во речениците како модален глагол. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ние немаме потреба да имаме страв. Du brauchst nicht zu kommen, wenn du keine Zeit hast. Ти не треба да дојдеш кога време немаш.
Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Вие не треба да се грижите. Или вие не треба да правите грижи. Ако преведуваме буквално. Затоа како се формираат реченици за Браухен како модален глагол, ќе ги гледате подетално правилата во видеото за Браухен со предавање. Денес правиме само вежба и читаме примери. Ihr braucht euch nicht zu beeilen. Вие немате потреба да побрзате. Du brauchst heute nicht zu arbeiten. Ти не треба денес да работиш. Wir brauchen nicht mehr zu kaufen. Ние немаме потреба повеќе да купуваме. Lea braucht das Problem nicht alleine zu lösen. Леа не треба проблемот сама да го решава. Одиме понатаму. Ihr braucht keine Panik zu schieben. Вие не треба паника да кревате. Der Bruder braucht nicht zu laufen. Der Bus wartet auf ihn. Братот не треба да трча, автобусот чека на него. Du brauchst auch nicht alles zu verstehen. Ти исто така не треба се да разбереш. Sie braucht die Prüfung nicht zu wiederholen. Таа нема потреба да го повторува тестот. Michael braucht sich keine Gedanken zu machen. Михаел не треба да се грижи. Du brauchst nicht alles auf einmal zu erledigen. Ти не треба се одеднаш да направиш. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Тие немаат потреба да се извинуваат. Ihr braucht nicht leise zu sein. Вие не треба тивки да бидете. Сега имаме еден случај кога се формира варијација на реченицата со Браухен глаголот. Brauchen Sätze mit trennbare Verb. Реченици со Brauchen кои содржат и делливи глаголи. Sie braucht den Brief nicht abzuschicken. Таа не треба писмото да го испраќа. Wir brauchen das Geld nicht sofort zurückzugeben. Ние не треба веднаш парите да ги вратиме. Wir brauchen die Dokumente nicht wegzulegen. Ние не треба документите да ги оставаме на страна. Du brauchst dein Zimmer nicht aufzuräumen. Ти не треба твојата соба да ја средуваш. И уште една реченица, Паула braucht das Buch nicht zurückzugeben. Паула нема потреба книгата да ја враќа. Во овај случај забележувате ли дека цу ни стои меѓу делливиот дел и основата на делливиот глагол. Да прочитаме уште еден тип на варијации со глаголот brauchen, а тоа е кога имаме реченици во перфект или минато говорно време. Sie haben das Problem nicht zu lösen brauchen. Вие немавте потреба проблемот да го решавате. Hat den Anzug nicht zu reinigen brauchen. Тој не требаше костумот да го чисти. Значи во овај случај имаме brauchen на крај на реченицата. Wir haben die Fenster nicht zu putzen gebraucht. Ние не требавме прозорците да ги чистиме.
Ich habe den Raum nicht zu dekorieren brauchen. Јас немав потреба просторијата да ја декорирам. Ihr habt die Bücher nicht zu kaufen gebraucht. Вие не требавте книгите да ги купувате. Во случаевите кога имаме перфект, глаголот brauchen најчесто се користи во инфинитив и стои на крај на реченицата, но во говорен јазик може да биде gebraucht, односно во партицип 2. Подетално за ова правило гледајте го во предавањето за brauchen. За крај на ова видео ќе направиме една вежба. Richtig oder falsch. Ќе ви дадеме две реченици во кое ќе треба вие да одредите што е точно, а што не точно. Hat den Bericht nicht zu schreiben brauchen. Тој немаше потреба извештајот да го пишува. Или hat den Bericht nicht brauchen zu schreiben. Тој немаше потреба извештајот да го пишува. Уште две реченици, а потоа ќе одговориме. Hans braucht den Müll zu bringen nicht raus. Hans не треба ѓубрето да го изнесува надвор. Или Hans braucht den Müll nicht rauszubringen. Hans не треба ѓубрето да го изнесува надвор. Кои од овие реченици се точни, а кои неточни? Со наша помош, во овај случај првата реченица е точна. Значи brauchen стои на крај на реченицата. А во долниот случај имаме глагол brauchen кој е со деллив глагол и поради тоа сврзникот zu ни стои меѓу делливиот глагол, како rauszubringen. Ова видео со вежби за глаголот brauchen ни беше многу лесно, се надеваме дека сега е појасно. Се гледаме во следното видео и кликнете лайк или коментирајте ако ви се допадна до сега.